Наистина няма как да бъде доволен наставника на гостите Георко Хаджиевски, но на какво отдава тази загуба, разбираме от самия него, господин Хаджиевски. Защо вашия отбор загуби днес с 4 гола разлика от Славия? За това, че не беше тој Спартак од последните 5 мача. Сигурно ни од далеко не бевме тој одбор кој игравме последните мачеви, тврдо, дори со 10 играчи можевме со силни одбори да се бориме. Денеска примивме такви 2 гола во првото полувреме, тоа практично не објасни, не можам да си објаснам какви 2 леки гола примивме. Дали тоа се одразува на уморот кој дојде многу мачеви, практично после последниот мач ние немавме возможност ни да тренираме, само дојавме на восстановување и патување за Софија. Можно е да е умор, што е сосема логично. Ако знаеме дека доста мачеви играме со 10 играчи, јас можам и да викам, и да се срдам, и да трсам грешки внатре, но во прв момент треба да мислам дека имаме уште мачеви, треба да се прибериме, треба да се сконцентрираме да ги играме подобро другите мачеви. Зашто ова денеска беше срам за Спартак, за мене како треньор, за фудбалистите кои јас не знам еден да издвојам кој беше добар кај нас. Второто полувреме, првите 15-20 минути Балов сам не би, момчето си дриблаше како иска, тие го гледаја, си влизаше внатре, направи всичко. Секоја чест за него ние знаевме, се готвевме да играме подсврсто, да бидиме поблиску, да се затвараме еден со друг. И првото полувреме тој и немаше некои големи возможности. После 2 гола што ги примивме, не може 7 човека кои се преку 185-190 см да мижат и да противникот им вкара гол. Покрај тях беа нашите. И веројатно второто полувреме несредени, се трсевме себе си, дозволивме, пак викам, првите 15 минути да Балов ги реши со тие дриблинзи, со тие индивидуални влизања. Уште еднаш викам, капа долу за момчето како талант, голем потенцијал е. Честитки за Славија. Заслужено не би играја, после тоа лесно беше за тях. 3-0, леко пробавме колку можеме да освежиме нешто, да трчаме повеќе во последните 25 минутки, 30 минутки. Мислам дека направивме неколку положенија кои изопшто не се ни битни, дали ги направивме или не ги направивме. Ние денеска бевме катастрофални и искам просто да се одмориме, да се восстановиме, да работиме јако, зашто имаме 2 тешки мача со ЦСКА 48 и со Лудогорец дома. И после ќе има една пауза која најверојатно малку ќе ни даде возможност да се физички се спреми за самата завршница на првенството. Врщам ви към това, което казахте само преди малко от 2 тежки двубоя срещу ЦСКА 1948 и Лудогорец. Как ще подходите в тези двубои, защото, както и вие споменахте, преди паузата вие няма да успеете да си починете чак толкова много, но всеки следващ матч е по-важен и по-важен за Спартак Варна и за амбицията на вашия отбор да остане в елит. Нормално. Не значи дека ако денеска го загубевме срамно овој матч со 4-0, дека ние сега нема да играме. Значи, ќе имаме 8 дена до матчот со ЦСКА 48 и имаме достатъчно можност да тренираме, да се освежиме, да работиме добро и не ме притеснява това, че се силни одбори. Ние игравме и со други силни одбори. Просто денеска не бевме ние тој одбор, ние не игравме изопшто нормален фудбал. Значи, какво и да търсиш од фудбалистите, и тактически, и да дадеш и задачи. Ако тие стојат, противникот претачава покрај нив, јас знам дека и за Славија може да е календарот е густ. И тие имаја 3 мача во 7 дена, но тие не патуваја 500 км. Ние патувавме, ние немавме возможност да тренираме, директно дојавме на мач и можда
Малко оправдување ако можам да намераме, тоа е што ние игравме доста мачеви со помалку хора, може да стигна заморот и патувањето. Денеска дојавме на свеж одбор како Славија кој играше убав фудбал и практично бевме жртва на това, но пак нема да не расколеба това што бевме денеска. Се случува и на други одбори. Не искам сега да казвам имена од други одбори кои сашто изненадувачки загубиле мачеви како ова. Едноставно лош тајминг беше за нас. Мораме да се собериме, да разговараме многу, да ги намериме сите грешки, да се мотивираме силно и ако можеме да се испериме, како се казва, од пак викам од овој срамна загуба денеска. Благодаря и повеќе успех.